Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Бројот на заразени со западно-нилска треска се искачи на 36, а за 2 лица се уште се чекаат анализите за потврда на вирусот, информираше министерот за здравство. Кликовски денеска ги презентираше извештаите за тоа кои општини ги почитуваат препораките за прскање против комарци. До сега 4 лица почина од вирусот, а 20 наинатаму се хоспитализирани. Во градот Скопје првите активности започнале во мај, а најрано започнала со активности за дезинсекција општината Илинден, која започнала во април со прскање од земја. Меѓутоа, повторно не можеме да воспоставиме корелација и причинско-последични односи со прскањето и случаите на ЗНТ. Зошто? Општината Илинден е една од најревносните и е за пофалба во однос на преземените мерки за прскање. Значи има 3 земени прскања за ларви, 3 за возрастни комарци. Сепак има 3 случаи на западно-нилска треска студеничани која нема преземено ни една дополнителна мерка надвор од прскањето од град Скопје. Има помалку случаи од Илинден. Така што ово го кажувам да не се осонуваме само на еден столб, само на едни мерки. Прскањето е важно, меѓутоа не е единствено важно. Личните мерки, персоналните мерки се исто така значени и заради тоа вчера започнавме со таргетирано информирање на 60+ граѓаните од 4 општини во која е прогласена епидемија. Во пресрет на стартот на новата учебна година, Министерката за образование вели дека редовно во текот на летниот распуст се извршени дератизации на сите училишта. Во општина Аеродром пак, каде веќе имаше едно заразено лице со вирусот, градоначалникот вели дека се постапува според препораките добиени од Институтот за јавно здравје. Прскањето против комарци не е ограничено на училиштата, се извинувам, или се прска во општината, како што не ми кажа градоначалникот, нема бариери, цидови. Ако се прска во општината, опфатените се сите предели на општината и јас надевам дека тој проблем дека ќе се спаси. Училиштата допълнително спроведува во веќе период дезинсекција на столична општината, посебно дезинфекција, дератизација во рамките на објектите и дворовите, така што веќе правиме. Пожарникарите се уште се борат со пожарот кој се движи во правец кон Мариово. По тешката ног, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување информира дека во моментов нема опасност по населените места, безбедни си 3 манастири во близина на огнената линија. Во текот на денот ќе се активираат повеќе екипи на терен, бидејќи проблеми натаму прави ветерот со променлив правец, кој може во секој момент да ја промени и состојбата со пожарот. Огромна огнена стихија го проголтува Мариово. Пред 2 дена изгореа 15 куќи, штали и други помали објекти во селото Чаниште, а сега огнот се наближува до селото Крушевица. Екипи на ТПП Прилеп, Дирекцијата за заштита и спасување, доброволците од друштвото Архангел од Битола, доброволци од Виница и од други градови, цела вечер се бореа лавовски со стихијата да не навлезе и во ова мариовско село. На терен се и 4 пинцгауери, а се гаси и од воздух со хеликоптер. Тракторите се уште не се стартувани до овој момент. Линијата на фронтот е огромна и се протега на површина од околу 20 на километри, поделена во 2 крака. Овој крак верувам дека ќе го изгасиме. Има 3 манастири, истите се обезбедени, деловно со контролиран оган, со правење на пресеки. Не постои опасност за овие 3 манастири кои што се наоѓаат овде. Рано утрово дојде полициски хеликоптер, повторно наместивме базен за вода. Монтажен базен од кој што хеликоптерот ќе полни вода, но тешко е на ова место употребата на хеликоптер, бидејќи на некои места тој со перките го распалува. Иако фрла вода, ефектот е обратен, затоа и веќе нема да го користам овде хеликоптерот.
Ер-тракторите ќе почнат со дејство набргу откако хеликоптерот ќе се тргне. Овој пожар во Мариово во моментов е најголемиот пожар оваа сезона во Македонија. Ситуацијата се менува од минута во минута поради силниот ветар. Опасноста за сите е голема и за жителите и за оние кои што го гасат огнот. Значи ветрот кој што е сега слузна, погледнете. Не принудува да се повлекуваме. За неколку секунди се смени. Од една релативно мирна атмосфера во овој брз наплив на оган. Ќе мора да действуваме странично. Странично! Не иди предводим, sve хората, не иди предводим. Во моментот во Македонија активни се 3 пожари. Овој во Мариово, во општина Студеничани, како и во општина Македонски Брод, кај селата Видуш, Драгов Дол и Лопница. За Сител, Дарко Штарговски. Дневниот центар за лица со аутизам во Штип доби нова сензорна просторија. Во центарот во моментов има згрижено 5 лица, а уште 5 посетуваат посебни третмани. Во Дневниот центар за лица со аутизам во Штип е ставена во функција нова сензорна просторија, опремена со донација од фондацијата доктор Верица Механџиска. Новата опрема треба да овозможи поквалитетни третмани и подобри услови за корисниците. Во центарот моментално се згрижени 5 лица, а уште 5 посетуваат индивидуални третмани. Со новата опрема ќе се овозможи бројката да се зголеме, да имаме подобра услуга и со современата технологија. Ова опрема за нас представува еден потик за поголема поддршка кон ранливите категории и поддршка на нивните семејства кон нашите корисници. Во центарот има вработено дефектолог и логопед, како и помошен персонал од медицинска сестра и воспитувач. Дефектологот работи со децата претежно на дефектолошки проценки. Од локалната самоуправа вела дека паралелно со опремувањето се вложува и во обезбедување кадар. Дневниот центар за деца со аутизам е од огромно значење за нашата заедница, бидејќи овде децата и нивните семејства се чувствуваат сигурно и за непречно функционирање на центарот општината континуирано обезбедува човечки ресурси. Опремата е избрана со цел да одговори на различни потреби во развојот и терапијата. Во делот на нивниот когнитивен распон, во делот на подобрување на нивната концентрација и внимание, во делот на надминување и намалување на нивните сензорни дразби. Имаме и елементи кои што ја подобрат и нивната фина и крупна моторика, така што навистина се мислеше на еден сеопфатна низа на елементи и алатки кои што ќе придонесат кон подобар развој на лицата со аутизам од општина Штип кои што го посетуваат овој центар. Од фондацијата се надеваат дека и останатите компании ќе го следат нивниот пример и ќе ги поддржат ранливите категории на граѓани во нашата држава. За Сител, Трајан Ристовски.